Амиотрофичната латерална склероза постепено ги уништува нервните клетки и води до парализа на мускулите. Иако диагнозата му е поставена во април оваа година, Ерик Дейн не се откажува од својата кариера и се обидува да го привлече вниманието кон потребата од развој на ефикасни методи на лекување. Обожавателите веќе забележуваат видливи симптоми на болеста, а самиот актер признава: "Ја изгубив контролата врз десната страна од телото и се грижам дека истото наскоро ќе се случи и со левата." Според медиумските извештаи, Дейн е под постојана лекарска нега и поддршка од семејството. Иако се надевал на побавно напредување на болеста, самиот признал дека ја губи контролата врз десната страна од телото. Во претходно интервју, тој открие дека ги забележал првите симптоми долго пред да дознае за својата диагноза. Станувало збор за тешкоти во извршувањето на секојдневните активности, кои првично ги припишувал на замор. По неколку месеци медицински прегледи ја слушнал диагнозата – амиотрофична латерална склероза. Светлана Цеца Ражњатовиќ долги години умешно го криеше љубовниот живот, а за јавноста беше изненадување нејзината јавна љубовна врска со Богдан Стрејовиќ, која траеше од 2021 до 2022 година. Но многу поодамна, пред 15 години, односно 9 години по смртта на сопругот Аркан, таа имаше кратка врска и со Владимир Цветковиќ Цвеле. Тој тогаш се представуваше како манекен, љубовта им траеше само 6 месеци и заврши на почетокот на 2010 година. Брзо по крајот на нивната романса, дечкото се повлекол од јавниот живот и манекенството, некое време возел автобус, а нема информации за тоа со што се занимава сега. Иако ретко зборува за љубовниот живот, во ново интервју во емисијата Све во 16, Цеца се потсети на една анегдота со него. "Еден твој дечко во 2010 година ми кажа дека твојата куќа не е рентабилна, дека сметките за струја се огромни и дека треба да се преселите во помал стан. И вели водителот, на што таа со смеа се надоврза и вели дека треба да преминеме во 70 квадрати. Цеца продолжува со смеа да раскажува за оваа ситуација. Ми го кажа тоа и на мене. Вели, многу ти се големи трошоците за одржување на куќата, да се преселиме во некој помал стан. А јас му реков: па да, јас мислам дека е одлична идеја. Ми кажува он дека ми се големи трошоците и ми прави присметки. Пријателе, тргни ми се. Ниту ти плаќаш, ниту ти треба да се грижиш за тоа. Ми беше смешен, па не ни остана долго. Инаку, откако стапи во брак со Аркан, Цеца живее во луксузна вила на Дидење во Белград, а нејзината куќа и е добро позната на јавноста, па честопати е атракција. Од вчера до 28 септември со по 3 проекции на ден во Киноверзум во Веле се прикажува документарниот филм на Тамара Котевска Силјан. Филмот има по 3 проекции деневно во 14 часот, 16 и 18 часот. Силјан е македонски кандидат за Оскар за најдобар странски филм за 2026 година, а неодамна National Geographic Documentaric Films, еден од најреномираните светски дистрибутери на документарци, го откупи за прикажување. Според правилата на Американската академија за филмски уметности и науки, кандидатот за номинација во категоријата најдобар странски филм мора да го исполни овој услов. Филмот избран од земјата мора прво да се прикаже во земјата на потекло и да започне да игра не порано од 1 октомври 2024 година, а не подоцна од 30 септември 2025 година. И прво да биде јавно прикажан најмалку 7 последователни дена во комерцијална киносала за профит на продуцентот и киноприкажувачот. 7 последователни дена од киноприкажувањето треба да се на едно место. За филмовите полесно да ги исполнат условите за киноприкажување, Академијата ќе им дозволи на филмовите да се квалификуваат надвор од земјата на потекло под услов филмот да биде киноприкажан вон Соединетите Американски држави и нивните територии најмалку 7 последователни дена во комерцијална киносала за платен влез.
по незаборавните вечери во Охрид, Делчево Штип, Струмица, Битола, Гостивар и Прилеп, концертниот караван Македонија во срцете носиме својата славна приказна ќе заврши тамо каде што истата продолжува, во срцето на Македонија во Кичево. Секоја станица досега беше повеќе од концерт, беше заедничка молитва, испеана низ песна, беше сведоштво дека македонската песна живее, дише и ги зближува генерациите. Сега Кичево го добива својот момент, вечер на емоции, гордост и незаборавна музика. Во недела 28 септември од 20 часот, Кичевскиот плоштад ќе се претвори во сцена на љубовта кон Македонија. Ќе блеснат звездите кои со својот глас ја слават татковината, Бојана Скендировски, Наум Петровски, Зуица Лазова, Ламбе Лабаковски, Спасен Силјановски, Андријана Јаневска, Сузана Спасовска, Александар Тарабунов, Огнен Здравковски, Миле Кузмановски, Марија Спасовска и Мина Блажев.